Задругата за набавка на органска храна Наша добра земја ја покани Зелената арка да соработува и да учествува во проектот кој тие го изготвија, и соработката се состоеше во тоа што Зелената арка одржа обука за пермакултурен дизајн во трајање од околу 72 часа, се протегаше во текот на еден месец, со цел да обучи 5 потенцијални производители за потребите на задругата Наша добра земја, да одгледуваат храна според принципите на пермакултурниот дизајн и во согласност со стандардот кој го изготвуваме заедно, Зелената арка како граѓанска организација и Наша добра земја како задруга. По теоретскиот дел, текот на тие обуки, сега работиме на така наречените пермаблицеви, или што кажано како работни акции во кои што применуваме елементи кои што треба да се применат во најкусможен рок и се најизводливи и се дел од предвидените пермакултурни дизајни кои ги изготвивме на крајот од обуките. Во текот е пермаблицот во селото Марена, меѓу Кавадарци и Неготина. Тоа е за потребите на граѓанската организација Креактив, каде што тие ќе оформат една градина. Во текот на 5 пермаблицови, чија намера е да се применат елементи од пермакултурниот дизајн што го обработивме во текот на обуките, применуваме техники кои се својствени за пермакултурниот пристап, почнувајќи од семенски топчиња или јаз на исто ниво, на англиски популарно swale. Понатаму компостирање за 18 дена според Беркли методот, компостирање со помош на кокошки, подигнати леи, езерца за привлекување на живиот свет и зголемување на разновидноста на екосистемот, па така да се поттикнати природните предатори на штетниците, ки градени клучалки кои овозможуваат на мал простор да се одвива и наѓубрувањето и да биде се на досек на раката при обработката без напор, па се до спречување на ерозијата со помош на брани направени од локално најдени материјали или од нешто што е достапно како сламени бали, камења, гранки. Се обидуваме да примеме што поразновиден опсек од тие техники, со што е можно поголема полза за изведбата на пермакултурните дизајни на секоја од локациите, кои се наоѓаат на 5 различни места низ Република Македонија. 2 во близината на Скопје, Зелениково, Улминдол, 1 во близината на Свети Николе, во близината на селото Милино, потоа меѓу Неготино и Кавадарци во село Марена и малку над село Негорци во околината на Гевгелија. Така што ќе имаме можност да ги следиме во текот на нивниот развој и целта ни е да ги документираме колку што е можно подоследно и со повеќе наклонетост кон научен истражувачки пристап како ќе се развиваат и кои резултати ќе ги добиеме од примените на тие пермакултурни дизајни, со цел да можеме понатаму да понудиме искуство и знаење и за останатите кои би се заинтересирале за тоа како може да се применува пермакултурниот дизајн, во насока да имаме поодржлив начин на одгледување на храна, без многу да ги нарушиме екосистемските односи во животната околина, без да направиме голема штета, туку работиме заедно со природата, не против неа. Не ја освојуваме, туку да соработуваме.